Добар ден. Добар ден, дечки. Дечки, добар ден, не знам дали ме слушате. Јас ве слушам сите. Значи, добар ден на сите. Сакам да поздравам, еве 4 минути пред почетокот, 3 минути пред почетокот на часот. За да додадам само уште двајца ученици што сега побараја. Нека проверуваат на мејловите тие што сакаја. Наставниче, Повели? вчера јас не учествував на часот бидејќи немаше струја и немаше интернет. Во ред, Душо, во ред, можеш да го гледаш вечер на YouTube. Веќе го имаше целиот час. Целата должина на часот. Кој сте видеото, Во добро ред, благодарам. ништо, Душо. Че сега ова што го гледаат колегите, ќе биде? Наставниче, Повели? дали има воопшто гости? Има. Има поприлично и тоа. После ќе ги најавам кој ќе почне часот. Сите. Значи, сега ќе биде кратко упатство за сите мои колеги, сите наставници од моето училиште, кои што сакаат да направат тим со своите ученици. Значи, се што треба да направат е да појдат во делот Teams. Тука ќе ги гледаат нивните тимови, но за да направат собствен тим, треба да кликнат на копчето Join or Creator Team. Првата опција е за креирање на тим. Значи, ова што го слушате, вие сега го зборувам за моите наставници. Вие не гледате ништо. Мај да гледате, ќе ви го споделам екранот и вие. Значи, не тоа. Требаше друго да ви споделам. Еве ова. Ова е сега прозорецот што го гледам јас, и го гледат истото додека работат. Значи, како што ви кажував, по делот на Teams имате опција Join or Creator Team. Значи, да се приклучите или да креирате тим. На располагање стојат две опции. Да се креира тим, односно оделение за соодветниот наставник, или да се креира, да се приклучите кон тим со код. Значи, за сите што сакаат, ако да се побрзо да се приклучат, јас можам да генерирам сега код и тој код да го испратам во некоја група и сите автоматски со тој код ќе може да се приклучат кон групата. Ова е најбрз начин. Ако имате група на Facebook, на Viber или било каде друго, само го пишувате кодот и го споделувате во групата и секој што ќе пристапи со тој код на страната автоматски е логиран во вашето оделение. Значи, ја дека креираме тим, постојат 4 тимови. Оделение. Втората опција е лична Professional Learning Community, значи заедница за учење. Тоа се активите кај мене во моето училиште. Ова се администраторите in development, значи тоа се администраторите во училиштето кои што ги администрираат другите работи или било каква друга група. Значи, наставниците треба да изберат само оделение, да пишат име на оделението, например, германски јазик, да пишат опис на групата или тимот, овај опис ќе го гледаат сите, потоа кликнуваат на Next. Добар ден. Сега оди најважниот дел. Ако наставникот ги има направено вашите имейл адреси во администраторскиот дел, а предпоставувам дека ги нема, тогаш ќе треба да ги додаде една по една. Но ако го има мејловите од учениците што треба да се логираат на групата германски јазик, например, се што треба да направи, значи, видете сега, ако се веќе внесени во групата, еве ги сите ученици и сите гости што се моментално приклучени на буквата И. Значи, ако јас ги имам внесено сите, сега ми излегуваат сите наставници и сите ученици и сите гости што почнуваат на буквата А. Значи, на овој начин може побрзо да се внесуваат сите. Но ако некој не е внесен, еве предпоставувам,
Јас не сум унесен со овој мој имейл. Викав дека веќе јас не постојам во таа група. Ако сакаме да додадеме некој наставник, видите дека моментално, значи напишете го името или изберете група, дистрибуциона личност или личност од вашето училиште. Например, ако имаме група направено, не ве дека сега вика нека не можам да креирам група. Значи ако имаме група направено, значи можеме автоматски да ја креираме. Значи ова беше за оние што сакаат да го креираат тоа. Сега ќе го вратам назад. Тимот германски јазик ќе го избришам, оти не треба нас. Ова беше само пример. И сега официјално ќе си го започнеме нашиот час. Дали ме следите, дечки? Сега почнуваме официјалниот дел. Официјалниот дел од денешниот час. Да видиме колку сме сега присутни. Значи моментално имаме 61 присутен, значи бројката се движи горе-долу како и секој ден. Значи гости имаме 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 гости од 61, значи 45 се наши, а останатите се гости. Значи ќе почекаме уште 2 минути, па почнуваме официјално со нашиот час. Јас до тогаш да ги спремам работите што ќе ги работим. Аз заборавив да ви кажам дека моите ученици можат во групата, во тимот што го гледаат, да ја видат презентацијата, што е спремена за денешниот час. Сега ќе ви покажам како можете да ја најдите таа презентација. Ја ќе го споделам, ќе го прекинам ова споделување. Повели? Оти немаше квиз. Немаше квизот, имав проблем со интернетот вчера вечер, ама денес во 15 часот ќе има. Направен е погоден исто како минатиот час. Сега споделувам еден екран, за да видите како сите можете да направите, да ја видите презентацијата за денешниот час. Значи, моите ученици се логираат на Office 365 и во делот Teams. Сега се отвора, да почекаме 2 секунди. Наставниче, ама не скажа чучиме? Ќе видите, сега ќе ви покажам. Во делот Teams, во тимот за 600 оделение, после ќе кажам за новата група што е додадена, во тимот за 600 оделение, ќе го отворите него, имате во делот General, тоа е општиот дел во кој што јас се гледа што е последно направено, додадени се гостите, нашите коментари и така натаму. А во делот PowerPoint горе ја имате презентацијата што ви ја наместив минатиот час, за која што зборувавме за предлог тестот што беше. Денес имаме дропки, децимален број и процент, час 2. Во овој дел, еве играта спремна е, почнува дека состанокот е почнат, че се што треба да направите да кликнете на Join за да се приклучите на состанокот. Еве информација дека состанокот е почнат и дека веќе имаме 5 одговори. Во делот за Files. Еве го, еве презентацијата што сите ја имате тука и во незе еве презентацијата, сега ќе се отвори. Еве го насловот на лекцијата. Претворање на децимални броеви во проценти, претворање на дропка во процент и периодични децимални броеви. Ќе спомниме нешто на почетокот, во овој дел се задачите што ќе ги работиме. Напомнувам, сите имате оваа презентација. Оваа презентација јас можам да почнам сега да ја прикажувам, можам да отворам разговор за таа презентација. Пример овдека. Молам? Јас вчера немав интернет, Така? ама вклучив мобилниот интернет. Во ред. Значи јас кажав нема потреба да се изложувате на трошок,
Нема потреба затоа што е навистина дополнителен трошок. Можете слободно да гледате видеата. И јас вчера имав, ама во интерес на вас, и јас го приклучив мобилниот интернет, дури јас кај мене дома снема струја. Значи во овој дел може да коментирате. Веќе двајца имаме што се приклучија. Двајца ученици. Молам? Вчерашното видео ќе го има на YouTube? Го има веќе, целиот вчерашен час. Пошто мене скоро на пола час ми снема интернет и не могу Има, ќе го на крајот од часот ќе ви го пуштам на во линк ќе ви го ставам во четот. Значи, ова е презентацијата. Овдека може да давате коментари, веќе гледам дека Ана седмиот слайд го гледала. Еве горе. Ангела Петреска ја отворила презентацијата. Значи, овдека пишува кој го отворил. Било каква измена да направите, ќе биде напишано кој е направил измената. Значи, јас сега ќе го затворам ова. Значи, ова ви е достапно за сите да го гледате и да коментирате. Значи, сите присутни, 70, може да коментираат во исто време на различен дел од слайдот. И потоа сето тоа стои. Значи, ова е во што се однесува до презентацијата. Што стои тука? Презентацијата ја избирате, може да си направите копија од презентацијата, може да ја отворите во овој дел, може да си ја симните за после да ја разгледувате, да немате да видите на интернет. Че ова се однесува за презентацијата што е направена. И како подготовка за овој час. Во овој дел од горе, сите кај вас, имате активности во врска со, ова се коментарите што вие ги оставате, а овој дел од четот што може да пишуваме во врска со тоа што го работиме. Значи, сега ќе го исклучам овој дел. 63 сме приклучени, значи време е да почнеме. Повели? Молам? Еве сега одма почнуваме. Сега е 14 часот и 8 минути и почнуваме веднаш. Сега го споделувам тоа што ќе го работиме. Да видам да го најдам тоа што треба да го најдам. Не ми е отворено. Ќе го исклучам. И ќе го отворам уште еднаш. Сега ќе го споделам екранот, за да можете и вие да го гледате истото. Еве вака се. Предпоставувам дека гледате каде што завршивме вчера. Значи завршивме во ред, завршивме во делот претворање на процент во децимален број и во дробка. Сега, од овие една задача има, таа сега први не се ќе почнеме да ја решиме. Вчера немавме, сметам дека е многу интересна. И денес ќе ни треба. Еве вака напред. Почнуваме. Значи, 3/8 да се претвори во процент. Наставниче предложение. Да, продолжуваме. Значи, пишете ако сакате наслови, ќе да имате и јас ќе напишам. Значи, претворање на дробка во процент. Еве го насловот. Претворање на дробка во процент. Да пишуваме. Да, еве јас сега ќе напишам исто така. Значи имаме претворање на дробка. Наставите. Повели? Не можам добро да ве слушам, може да се исклучам и пак да се уклучам. Може слободно. Претворање на дробка во процент. Минатиот час нешто спомнав. Бројот 8, што е именител, е содржател на 2. Затоа што сумката се добива како 4 по 2, односно е четврта таблица, четврт број во таблицата со 2. 4 по 2 е 8. Тоа значи дека минатиот час ви спомнав дека бројот 8, бидејќи е добиен како 2 по 2 по 2. Сега ќе ви кажам нешто ново. Треба да ја добиеме или 10, или 100, или 1000, или 10.000 ако може. Значи сега ќе видиме во кој број ќе го добиеме, така што ќе добиваме декадна единица. Двојката ако ја помножиме со 5, ќе стане 10. Двојката ако ја помножиме со 5, ќе стане 10. И последната двојка од факторизацијата на бројот 8, и ако ја помножиме со 5, ќе добиеме 10. Па 10 по 10 по 10 е во сушност 1000,
А бројот 8 е проширен со 5 по 5 по 5. 5 по 5 по 5 е 125. Че бројот 8, ако го помножиме со 125, ќе го добиеме 1000. Тоа значи, што значи ова последното? Ова последното значи дека дропката 3/8 да ја претвориме во процент. Треба прво да ја помножиме со 125 и да добиеме 1000. Бројот 3 по 125 вкупно 375 врз 1000. Но минатиот час спомнавме дека процентот е дропка со именител 100. Тоа значи дека сега нашата дропка треба да ја направиме со именител 100. Односно, за да ја направиме со именител 100, ние треба да скратиме со 10. Во тој случај, 375 поделено со 10 ќе биде 37,5 десетинки. Тоа значи дека сега, да не ве буни тоа дека во броителот добивме децимален број. Може да се случи тоа, такво нешто, бидејќи сега именителот е 100, решението е 37,5 десетини%. Ваквиот процент многу често ќе го наоѓате запишан на следниот начин, затоа што 5 десетини, ајде вака, да дадиме полека, 5 десетини проценти, дропката 5 десетинки може да се скрати и горе и во броителот и именителот со 2, па да добиеме 37,1%. Значи на овој начин дропката 3/8 претворена во проценти 37,1%. Или пак, ако сакате во децимален број, и таков е лекцијата денес, ќе го искористиме она што претходно го најдовме. 3/8 сушност е 375 врз 1000. Ова го добивме кога проширувавме со 125. Значи, кога некој број го делиме со 1000, неговите цифри се преместуваат кај помалите позициони вредности, односно 3 места во десно. Значи, оваа цифра е стотки, 3 места во десно ќе биде десетки, единици, ќе дојде на позиција десетинки. Значи, бројот ќе биде 0,375 илјадинки запишен како децимален број. Дали ви јасно? Еве сега продолжуваме во истиот начин. Например, еве ќе ги копирам задачите. Молам? Не можам да исклучам Камерата? Пробај да не те приклучувам сега јас. Пробај самата да ја исклучиш. Ако не можеш самата, кажи ми, јас ќе ја исклучам. Еве, јас ќе ја исклучам. Ќе се обидам да ја исклучам. Ете, добро е. Значи сега. Еве сега како и ги решаваме следните задачи. Го зголем за биде повод. Значи следните броеви да се запишат како проценти. Или пак да биде следните дропки да ги запишиме во проценти. Еве ги, да одговараме на тоа што веќе почнавме. Ќе ги представиме следниве дропки како проценти. Оти веќе почнавме дропки за да не променуваме. Значи сега и ги разгледаме следните задачи. Значи, овие задачи сега што се тука, ќе ги гледаме, ќе се обидиме да ги решиме, а овие ќе ги решаваме нешто покасно. Значи, следните броеви, во смисла дропка,
Значи, кој ќе спомниме број, треба да знаете дека во суштина и дробката е број. Значи, и процентот е број, и децималниот е број. Значи, ние треба да научиме да правиме нивна еквиваленција или еднаквост, што може би е најважниот дел од математиката. Нешто што ќе биде многу едноставно ако знаете секогаш многу брзо да преминувате во процент. Значи, одиме со ред. Дробката е 1/2. Знаеме дека е половина од 1 дека таа представува 50% како процент, како децимален број е 0,5. Затоа што е мало? Затоа што е половина од 1. Наредно, ја имаме 1 дробката и 1/5. Како оваа дробка, сега да ја претвориме и во процент и во децимален број како дополнително. Одиме со ред. Бидејќи дробката има 1. Значи, можеме првин целото да го препишиме или да си претвори и 1/5 да ја прошириме со двојка, за да ја добиеме 2/10. 1,2 ние 1 плюс 2/10. Сега рековме дека број, па и дробка, се претвора во процент ако се помножи со 100. Бројот 1 помножен со 100 е 100%. Бројот 2/10 помножен со 100 ќе ви даде, исклучам телефонот, кога ќе скратиме, ќе ни биде 20%. Па 100% собрано со 20% ќе ни даде 120%. Ова е еден од начините како тоа може да го направите. Втор начин, ако почетната дробка, како мешан број, ја запишите во неправилна дробка, значи 1 по 5 плюс 1 врз 5, и да добиеме 5 и 1, 6/5, а оваа дробка да ја правиме додекадна дробка, децимална дробка, дробка со именител содржател на 10, прошируваме со 2, имаме 12 врз 10. А за да биде процент, мора да биде со именител 100, па прошируваме со 10 и добиваме 120 врз 100. Оваа дробка е 120%. Ова е втор начин. Како можеме дробката да ја запишеме во процент? А дробката да ја запишете како децимален број. Значи, иста во оваа дробка да се запише како децимален број, можете да го искористите, да ја искористите дробката, првата дробка при проширувањето, која што ќе има именител број што е степен со основа 10 или содржател на 10. Ама внимајте, не 20, 30, туку степен со основа 10, 10 на прва, 10 на втора, 10 на трета и така натаму. Значи 10, 100, 1000, 10.000 и така натаму. Значи 1,1/5. Видовме дека е еквивалентно со 12/10. Сега бројот 12, за да го бројка дробката 12/10 да се претвори во децимален број, треба, бидејќи делиме вредноста на цифрите од бројот да се намали 10 пати, односно десетката ќе стане единица. Решението е 1,2. Или пак можете да го искористите решението на тој начин што 120% да си го запишите како дробка, потоа бројот 120 да го делите со 100 и ќе го добиете 1,20 или 1,2. Молам, некој сакаше да каже нешто. Или јас грешно слушнав?
Че внимавајте, одам по полека затоа што ова ни е многу важно. Ова ни е многу важно. Хајде да видам во коментарите. Рано е, да видам долу. Матеја Ристеска да ја додадам. Дали ви јасно се тоа? Што до сега го работи? Значи, за во интерес, за да решиме многу повеќе задачи, одиме понатам. После ќе решаваме заедно со вас ќе решаваме. Ајде вака се. Ќе решиме дробката, значи вака, уште еднаш да напомнам. Ако дробката има цело во незе и е запишана како умешан број, во овој случај, сигурно ќе биде повеќе од 100%. Во тој случај, последнава дробка, бидејќи е 2,1/80, таа ќе биде повеќе од 200%. Еве сега таа ќе реши. Значи дробката 2,1, мислам дека беше 80. Да. И 1 врз 80. Внимавајте се. Ако дробката ја претвориме во умешан број, ќе добиеме 161 врз 80, многу голем број кој што треба да го работи. И сега треба да прошируваме. Бројот 8. Рековме дека за да го повели Што пишува кај 2 по 80 плюс 1. Оти го множиме целото со именителот и го додаваме бројителот. Значи претвораме мешан број во дробка, во неправилна дробка. Сега видовме во претходниот прибор дека осмината се прави не 10, не 100, туку 1000 со множење со 125. Значи сега, оваа дробка, бидејќи има во себе осумка, ќе ја множиме со 125. Ќе добиеме многу голем број. Тој ќе биде 161 по 125. Сега, за да не работиме со големи броеви, ќе го користиме вториот начин, во кој што ќе запишеме 2 плюс 1/80. Сега треба, за да добиеме процент, целиот израз да го помножиме со 100 и на крајот да допишеме процент. Значи, двојката помножена по 100 ќе ни даде 200%. Плюс, сега ни треба 1/80 по 100 и резултатот ќе ни даде процент. И само треба да си собериме проценти. Значи сега имаме 200% плюс, ако се скратиме, добиеме 10 осмини, 1 по 10, 10, а 10 осмини проценти. Сега, дробката 10 осмини, забележувате дека можеме да си ја скратиме со 2, ќе добиеме 5/4 проценти. Јасно? Сега, дробката 5/4, за да направиме да биде број, што ќе биде многу лесен децимален број. 5/4 ќе ја прошируваме со 25, за да добиеме 100. 5 по 25 е 125. 125 поделено со 100 е 1,25. Значи, ако ова решение го замениме во тој дел, ќе добиеме дека 200% го собираме со 1,25%. Конечното решение ќе ни дојде колку? 201, значи 201,25%. Дали ви јасно? Или пак, ако не сакате да биде децимален број, можете дробката 5/4 да ја запишите како 1,1/4. Па наместо 200% делот што е овдека, значи вака ќе појдам погоре, наместо запишиме 200% плюс
201,1%, да си запишеме 201,1%. Ова е друг начин како може да се запише истото во процент, со тоа што нема да множиме големи броеви. А ако ги помножиме овие троцифрен со троцифрен број, верувајте дека ќе го добиете истото решение. Сакам да напомнам последното. Целата оваа претходна постапка што ја направивме, може да се скрати и да се работи нешто поинаку, но овдека ги користам специјално својствата за дистрибутивност што ги имаме учено, а ќе ни требаат после кога ќе работиме операции со дробки. Сега во суштина ние тоа го правиме, ама не кажуваме уствари дека множиме дробки. Се уште една вака. Повели? Може да се падолу? Ајде овдека, допрепиши го тоа, јас барав задача. Еве, овдека доволно е? Уште да сам чест до крајот. Па еве до крајот нема поќе ништо. Веќе може да го додајте Христијан Лазовски да биде вокалов? Христијан Лазовски, ми треба негов мејл, ако нема мејл не можам да го додадам, тој ни е гостин. Рече да го додајте оти негов вокалов. Па не можам да го додадам, сега ми треба негов мејл, а јас немам пристап до мејлот. Во листата која додавав, сигурно сум го слушал, ќе го гледам. Другите ги додавам, се спремам пред 1 сат. Од другиот час ми треба мејл негов и ќе го додадам. Значи, нема проблем. Значи, секој што сака да биде додаден, треба да ми пиши мејл, било кој што е во групава, што го знае мојот мејл, нека го напиши или на Facebook, нека допиши и ќе го додадам тука. Сега одиме понатаму, ќе решим уште една вака задача. Верувајте, дека ова не е баш едноставно како што изгледа. Еве сега ќе земеме 8-та задача ќе ја решиме. 1,425. Значи, ја имаме дробката 1,425. Сега вака. Бидејќи повторно имаме 1 одма треба да знаеме веднаш дека почетната дробка е поголема од 100%. Затоа што дробката 1,425 е мешан број поголем од 1, а мешаниот број запишан како неправилна дробка е 1 по 25 плюс 4, односно 25 плюс 4 е 29 врз 25. Сега можеме да искористиме кој сакаме начин за да претвориме. Првиот начин е ова што го напишав тука. Еве ќе пишам прв начин. Во процент. Внимавајте. Штом претворате во процент, треба да добиете број врз 100. Ваквата дробка е исто бројот во процент. Значи тоа што ќе го добиете во броителот на дробката со именител 100 е всушност проценти. Пример, ако имате добиете 800. Молам. Ми даде имайл детево да ви го кажем да го додај. Не, сега вака не го кажувај тука јавно, пробај пиши го во четот, јас ќе го копирам. Можеш? Да пишам. Во четот кај што е тука во групата, во 6 оделение, кај што се логираше, пиши го, копирај го мејлот од ученикот или па пратиме го на Facebook ако знаеш, па јас ќе го додадам. Ќе го пратам на месењер. Ајде. Значи, ако имаме дробка во која што имаме именител 100, тогаш секогаш броителот на таа дробка ќе ни е процентот. Внимавајте, ако имаме 1,8 врз 100, решението е 1,8%. Значи, се што е во броителот, уствари добива знак на процент. Затоа, спомнавме дека бројот
било кој број се запишува во процент, се запишува Остави 4 прати. во лево ред, се запишува во процент ако бројот се помножи со 100. Значи, ако имаме број 12, за да го запишеме во процент, бројот 12 го множиме со 100 и задолжително на крајот пишуваме процент. Значи, резултатот уствари ни е 1200%. Значи, бројот 12. Молам? Додајте ако може. Одма сега, да довршам, па да не се прекинувам сред зборување. Значи, бројот 12 запишан како процент е 1200. Ова важи за било кој број, каков и да е бројот. Пример, ако имаме дробка 1/50, да ја запишеме во процент, треба бројот 1/50 или дробката да ја помножиме по 100 и резултатот ќе ни биде процент. Сега можеме да се скратиме, ова е всушност 100 врз 50. 100 поделено со 50 е 2, овдека можевме да скратиме ако сакаме. Односно решението е, овдека испуштив процент, че решението е само 2%. Ако имаме децимален број, 0,107 илјадинки, да треба да го запишеме во процент, треба бројот 0,107 илјадинки да се помножи со 100 и да се допише знакот за процент. Кога множиме со 100, секоја цифра во бројот се зголемува, ја зголемува својата вредност за 100 пати. Значи, најмала вредна цифра е илјадинките. Таа кој ќе се зголеми 2 пати, ќе дојди во десетинки. Че бројот ќе биде 10,7, се не мора заграда, проценти. Значи, на овој начин се претвора обичен број, дробка и децимален број во процент. Според мене, според тоа што се го учиме до 9 оделение, па може би покасно понатаму, најдобар начин за да запишите број, особено дробка, што на учениците му е најтешко, во процент е дробката ако може да се запише со именител, молам, 10, 100 или 1000. Повели? Почнахме прво со Teams, значи со час 7. Вие сте викале дека тоа што не бил тука, че му сте намалеле оценка. Јас имаме доказ на видеото кој што не е точно тоа дека такво нешто сум рекол, значи оценка јас не пишувам сега луѓе. Че оценката не можеме да ја напишеме. Ќе имате квизови, работете ги самото по себе ќе си дојдете. Че на квизовите самите се оценувате. Што со тие што не може да се приклучат а сакаат? Ај се објаснете. Што ќе правиме со тие што сакаат, а не можат? Што правиме со нив? Да, напомнете, мене например пред неколку дена поред не дојдов и не ми спасува сема. Вака, значи, не е тоа дали некој сака да присуства или јас да пишам оценка. Значи, не можеме сите да бидиме. Значи, немаме услови за тоа. Колку и да сакаме ние, Лазовски е додаден, може да се приклучи сега. Значи, колку и да сакаме, ако не можеме да го следиме, не можеме. Значи, затоа ги правам комплетни снимки од видеочасовите. Значи, комплетно не е пресечено, не е скратено ништо. Минатото видео беше час и 20 минути. Значи, сето што го зборувавме стои таму. Значи, буквално тој што нема да биде присутен, ќе биде тука цело време, слушајќи го видеото. Тоа и целта за тоа ги снимам видео. Молам. За задачите од презентациите да ги решаваме тие или во квизот ќе ги клаите? Тие ќе бидат во квизот, но ако сакате за да решавате, можете да ги решавате. Тие ќе бидат и во Кахуто квизот и во било каде. Значи, одиме сега, продолжуваме понатаму. Дали ова ви е јасно? Повели? Да, денеска имаме Кахут. Кахут, да.
Квизот е во 15 часот, мораме да завршиме, почнува тогаш. Чи наместен е тогаш да треба да почне. Се извинувам, Повелете? мене не ми е јасно малце предходното. Предходното? Ајде, ќе се вратам назад. Ајде се остани на линија, заедно ќе решиме со тебе. Може? Наставниче, Да. Молам? денеска пак како ќе го решаваме квизот. А не тој друг. Ќе видите во 15 часот. Ајде вака сега. Добро. Со ученикот што рече дека не му е јасно. Избери до овие задачи, што ги гледаш тука, една, која што сметаш дека не ти е јасна, па ќе реши. А може деветата? Нема проблем, деветата. 17 врз 40. Да. Еве, јас ќе ја препишам за тебе. Значи, ти ќе зборуваш, јас ќе пишувам и заедно ќе ја решиме. Значи, ајде се објасни што не ти беше јасно тука. Значи, што не разбра во тоа? Па, како се вика, мене не ми е јасно зашто тогаш ставате по 100 и ви искача толку многу проценти тоа. Како, например, кога ќе го направите во децимален број, Така? во прироен број, вие ќе помножите со 100 и тоа не ми е јасно зашто го множите со 100. Па, правилото за процент. Значи, самиот поим процент. Значи, дел од 100. Значи, самиот поим процент значи дел од 100. Значи, ако пишеме 2%, тоа значи дека имаме два делови Од 100. од 100. Тоа запишано во дробка значеше сите делови одеа долу во именител, а искористените или обоените се горе. Сега оваа дробка знаеш дека може да се скрати, наместо да биде вака запишана да те збуни, може да биде запишан еден една стина. пестина. И истото ќе биде. Разбираш, една пестина е 2%. Е сега, што се случува кога ќе имаш, например, 123%? Видете сега, одма ќе те вратам нова горе. Имаме 2%, значеше бројот пред процентот, делови од 100. Значи ова значи 123 делови од 100. Значи сега имаш повеќе делови отколку што ти е поделено целото. Значи автоматски ова е повеќе од едно цело. Имаш 100 делови, а треба да земеш 123. 23. Тоа значи дека ќе ти треба еден цел квадрат и уште 23 од вториот. Дали ти е јасно што сакам да ти кажам? Да. И сега, оваа дробка се крати, ако може да се скрати. Е сега имаме обратна ситуација. Имаме дробка. Како ова е? Прво, да се запрашаме сите, па и ти. Дали бројот 40 е содржател на двојка или петка? Или дали, како рековме минатиот час, ако следеше, бројот 4, Да. за да биде стотка, 100, треба да биде помножен со 25. Со 25, да. Значи, бројот 40, ако помножам со 25, ќе има само една нула повеќе од по првиот, затоа што четворката е помножена со 10, и стотката кој ќе ја помножиме со 10 ќе дојде 1000. Значи 40 по 25 ќе дојде 1000. Па значи почетната дробка, ако ја прошириш со 25, заради четворката, долу ќе добиеш 1000, а горе ќе имаш 17 по 25. Е сега, 17 по 25, можеме да го множиме како сака. Че класично, ама бидејќи моите ученици знаат, а добив прашање од другите, еве ќе множим на другиот начин. Како што ретко кој од вас има множено. Че првиот број го пишуваме 1 и 7. Вториот број хоризонтално 2 и 5. 2 и 5 може да бидат и од другата страна, ево ова што бит. Делите правоаголниците на половина и само обична таблица правите. 1 по 2 2. 7 по 2 е 14. Значи ако добивате двоцифрен број, пополнувате од двете полиња. 7 по 5 е 35, 1 по 5 е 5. 0,5. 5. И собираме сега по диагонала бројките. 4 и 3 се 7 и 5 12. 2 едно памтиме. 2 и 1 3 и 1 4, нулата немаме. Че производот е 425. Тоа значи дека горе сега, што беше дробката, имаме 425 врз
1000. 1000. Сега, ќе пренесам долу. 425 и врз 1000. За да го добиеме во процент. Долу не смее да не биде 1000. Туку треба да биде колку? 100. 100. Сега како од 1000 можам да дојдам до 100? Ќе кратам или ќе проширувам дробката? Ја кратите. Ќе кратиме со 10. 425 споделено со 10 колку? 100. 425. 425, 42,5. Так, и сега колку е ова во проценти? 42,5%. Ете го решението. Сега, Во сега, овој децимален број, ако не сакате во процентот да биде како децимален број, така да го запишеме како дробка. Како ќе го запишеме? Како дробка. 42,5 или 42,5 како дробка. Сега не го гледаме процентот. Како ќе го запишеш ова во дробка? ќе напишем не. Вчера работевме тоа. Имаше два начини. Првиот 425 врз 10, ако бидејќи имаме една децимала, таа пишуваме долу со десетка, а целиот број го препишуваме горе без децимала. И решението, во случајот сега овдека, ни е 42,5 десетинки, или кој ќе скратиме, тоа е 42,1 половина. половина. Или другиот начин, 42 цели плюс половина. А половината како дробка е половина. А кога се собираат цел број дробка, автоматски го добиваме мешаниот број. Тоа значи дека решението на почетната задача всушност ќе биде 42,1 половина проценти. Значи, било која дробка е еквивалентна. Се што напишавме е еквивалентно. Затоа внимавајте и на квизот што ќе биде денес. Ако не ви е поинаку нагласено во текстот на задачата, се подразбира. Дробката треба да биде запишана во нескратлива. Значи, ако имате 8 дваестини во решението, но ако во решението имате 2 петтини, 2 петтини ќе биде точното решение, а не 8 врз 20. Истото важи и за процентите. Дали ви јасно? Значи 2 петтини и 80 врз 20 исти процент. Истиот процент. Колку е 2 петтини во проценти? Ајде кажем и завршуваме сега. 2 петини во процент Да. ни е 20%. Како најдовме дека е 20%? 20 беше? Како ќе добием? Значи ништо на памет. Што треба да направиш да бидеш процент? Значи прво јас не знам како да ви Ајде слободно, како што ти го разбра? Како јас го разбрав, значи 2 врз 5. Така? 2 не се булам. Нема врска, полека, никаде не одиме. Полека. Значи го помножив со 20, 5 го помножив со 20, тоа ќе ми искочи цел број 100 ќе ми биде. Добро. И 2 по 20 ќе ми остане 40. И колку е решението? 40 стотини, ама зашто може уште да зашто не Ма не, внимавај сега. 40% е, нема потреба да го скратуваш, што ти баравме во решението во процент. Добро. Разбираш, нема потреба да скратуваш, тука ти тебе ти треба процентот. Ако ја скратиш дробката или ја прошириш, ќе го расипиш именителот кој што прави стотка и нема да направиш процент. А за да запишеш децимален број, може да го искористиш вториот дел и решението ќе ти биде како децимален број 0,4 десетинки, што во случајов е истото што и 0,40 стотинки. Оти не закружуваме. Дали е јасно? Дали сега ти е појасно? Молам? Да. Ајде, вака имаме уште? Само нулата ја кратиме. Молам? Само нулата ја
кратиме. Да, можеме да ја бришиме, не ја кратиме, оти таа тука може да стои, ама нема потреба. Значи ние не ја кратиме. Сам, ајде вака сега. Овде ќе имаме уште некоја, имаме неколку минути. Сега од овие два броеви, момент само. И сега, додека ги разгледавте или препишувате задачите, ќе решиме во ова време јас 2, вие 1. Значи, внимавајте, задачите се редени по редослед на тежинско ниво. Првата е најлесна, а останатите како што ли се потешки и потешки. Значи, сега во интерес на сите, ќе решиме третата задача и ќе се обидиме да ги решиме последните, ќе се најтешки. Ева, првата е 0,62. Вика како процент? Значи, Повели? ова да го пишуваме или не мора? Ма сега што зборуваме, се договоривме на почетокот. Значи можеш да го пишуваш, математика се учи со пишување. Добро. Сега, децималниот број. Значи повторно имате два начини да го добиете. Како и секој број. За да го добиете во процент, требаше бројот да го помножиме со 100 и да му пишеме процент. 0,62 помножено со 100 е само 62%. Но, ако некој сака, може децималниот број да го запише како дробка, 62 и ако знае дека секоја дробка со именител 100 е процент, и автоматски го добиваме истиот процент, без при тоа да множиме. Еве сега, задачата 9. 15,5. Значи, во овој случај, според првиот начин, за да го претвориме во процент, треба 15,5 да го помножиме со 100 и резултатот ќе ни го даде процентот. Значи, 15,5 по 100 е 1505, значи 1505 проценти. А другиот начин, вие дека 15,5 запишано како мешан број, или ајде не мора како мешан број, во развиена форма, 15 цели плюс 5 стотинки. 15 цели видовме дека се 15 врз 1, а додека 5 стотинки како дробка е 5 врз 100. Настрана ќе пишам се. Ами, Повели? 1% исто што и 1 стотинка. Не. А да, 1% е 1 стотинка, а 1 цело е 100%. Затоа што како зборувавме, 1 цело е целата коцка чоколада, целата плоча. Значи сите книги во чантата на училиште ви се 1 цело. Разбирате? Математика ви се 3 од 9 книги, например. Ако имате купно 9 учебници, се тоа хипотетички зборуваме, 3 деветини ви се математика. Учебникот, работната и тетрадка. Значи, 5 стотинки во проценти е 5% и веќе имаме именител 100. А додека 15 цели, да видиме колку се проценти, треба долу да имаме стотка. Значи 15 кецот, за да дојде 100 треба да проширувам со 100. Па затоа видиме, бројот 15 се множи со 100. Тоа е 15 и 2 нули. Тоа е вкупно 1500%. Па ако ги се вратиме назад, 1500% плюс 5% е 1505%. Дали јасно? Уште нешто имаме. Ако имаме вака, значи некој ако сака да го напиши на овој начин, може, бидејќи имаме две децимали, во именител имаме 100,
Горе имаме 1, 5, 0, 5. Целиот број без запирката. Че бидејќи дробката е со именител 100, решението е автоматски 1505%. Дали ви јасно? Ако децималниот број има две децимални места, тогаш тој по процент е запишан како број без децимала. А ако е цел број, му допишувате што викате вие 2 нули или го зголемувате 100 пати, го добивате процентот. Ево го сега последното. 1,374 илјадинки. 1,374 илјадинки. Ќе го искористиме предходниот начин. Последниот сега прв ќе го кажем. Оваа дробка, бидејќи имаме 3 децимали, тоа се овие овдека. Прва децимала, втора, трета. Тоа значи дека во именител за секоја децимала по една нула има. А горе го препишуваме целиот број 1374 врз 1000. Спомнавме, за да го запишеме во процент, долу треба да имаме 100. Односно дробката да се скрати 10 пати, да се подели горе и долу со 10. Ако бројов се намали 10 пати горе, ќе добиеме 137,4. Или, ова значи, 137,4%. Е сега, во некои задачи, што ќе ги решаваме, особено во практичните задачи, затоа што никаде во ниту една продавница нема да видите попуст или зголемување 137,4%. Сега треба да научиме како децималниот број, ќе го испуштаме знакот, да го запишеме во поедноставна форма. Ако го запишем во развиена форма, првиот број го препишуваме, 0,4 како дробка 4 десетини, или ако ја скратам 4 десетини, ќе биде 2 петтини. Тоа значи дека 137,4 десетинки всушност е 137,2 петтини. Тоа значи дека последното решение го запишем горе, ова решение го запишеме овдека горе, ќе добиеме дека 1,374 илјадинки е исто што и 137,4%, исто што и 137,2%. Дали ви јасно се тоа? Значи, доволно беше за денес. Молам? Сега, затоа касам само да ви најавам следно. Имав планирано и за окружување, но утре, утрешниот час, 5 минути да се спремите сега. Значи вака да ви најавам за утре. Утре имаме, да видиме тоа, ова го видовме, имаме и ова го разгледавме, имаме периодични децимални броеви, нешто што е многу интересно, и како да запишуваме периодични броеви во проценти. Значи, овие две работи ќе ги сработиме утре и завршуваме со проценти, првиот дел од проценти и децимали, а потоа ќе имаме практична примена. Значи, утре сне петок, сабота и недела ќе одморите, да се спремам и јас, че од понеделник почнуваме практична примена на процент, дробка, децимален број во задачи. Наставниче? Ојли? Да влеземе во каквот нов пин ќе ми кажете? Да. Сега јас, бидејќи ова се снима, минатиот час имав проблем. Значи сега вака ќе направиме. Значи ќе го искористам видео лекцијата сега. Ќе го прекинам. Ова што е час што го гледате вие. Шерирањето. Значи сега вие не гледате ништо. Имаме 65 присутни. Значи сега јас ќе споделам веб страната. Еве овдека. И сакам да кажам следното. Значи ова е тимот каде што сега моментално одиме 218 гледате дека се гости најавени кои што добиваат покани. Наставниче? За секој час, молам. Зошто, пример, кога ќе ни го кажете пино и кога е точен, мене ми излегува и на телефон и на компјутер you are in и со зелена позадина и нема ништо.
Сега ќе видиме, значи учиме вод. Знам се. Сега ќе видиме како ќе направиме. Значи вака, сакам да искористам оваа презентација, бидејќи ќе го гледат и колеги видеото. Значи на веб страната kahoot.it постои софтверот во кој што денес е направен квизот и претходниот. Се плаќаше, но сега е бесплатен. Се што треба да се направи е да се логирате и да побарате лиценца. Значи, еве јас сум логиран. Молам, внимавај, сега ќе ми прашаш. Ајде, повели. Алам Санче. Молам. Значи вака. Молам. Значи внимавајте сега. Значи ова се двата квизови што ги работевме. Ова е едниот, а ова е другиот квиз. Не се слушате, Санче. Микрофонот му е исклучен. Сега ќе видиме. Да, микрофонот е исклучен, да. Мислејќи да ви исклучам јас сум го исклучил мојот микрофон. Сега сите ме слушате. Значи, ја споделив веб страната што ја гледате сите. Ова важи за наставниците. Регистрирајте се на kahoot.it. Регистрирајте се таму и ќе имате бесплатна премиум акаунт. Само да покажам што се може да добиете. Еве го претходниот квиз што го игравме со учениците. Во делот на извештаи видите дека 98 играчи го играле првиот квиз, а денешниот не е почнат. Сега ќе го почнам. Ако некој сака, можам да го поканам за да прави, но можете сами да си направиме акаунт. Еве го сега го отворам Kahoot-от. Значи, ствари нема да биде. Ова е пинот за да го играте вие од дома, значи не е така. Евака се. Ќе го копирам пинот, да видиме дали ќе почне, ама јас сега ќе почнам. Евака се. Молам, значи спремете се, почнуваме играта сега. Kahoot акаунт, да го направиме на Kahoot. Не мора да правите ништо, вие не треба да правите. Значи сега, го пуштам квизот. Да пишеме пинот. Сега ќе ви го кажам, сега ја пуштам играта. Че играта да ви појаснам. Има 15 прашања, секој е по минута време, значи 15 минути ќе ви одземам. Почнуваме сега. Значи ајде да видиме првим вака да видиме. Еве го. Овдека, што беше креираниот. Challenge is active. Значи, еве го. Ајде да пробам да го отворам, дали ќе го гледате вие сите. Имам проблем, не знам зошто. Ајде да пробам да го отворам од Teams. Кај што е. Стартувам, па ќе ви го покажам. Сега, еве јас го креирав по денешниот час. Момент. Еве го сега. Значи, еве го, чекајте дечки. Еве го, еве го. Значи, вака сега. Јас ќе го исклучам ова, затоа што од овој линкот што е наместен би ќе покажува времето е поминато, вика дека не можам да се приклучам. Јас сега ќе го приклучам. Молам? Јас не можам да го уклучам игра. Вака сега ќе го направиме истото одма. За 2 секунди. И нема да ја правиме како челендж, туку ќе играме во живо. Еве го, host live. Значи сега во живо ќе го гледате ова од мониторот. Во живо. Ајде сега. Сега почнуваме. Еве го. Значи, пинот еве го горе што го гледате. Пишувајте го. Пинот е 5, 7, 8, 4, 3, 1, 4. Значи 5, 7, 8, 4, 3, 1, 4. Еве веќе имаме логирање. Кој ќе имаме доволно присутни, ќе го пуштам јас.
Ќе почекаме. Значи внимавајте. Ќе почекаме 1 минута додека имаме повеќе присутни. Во секое време може да се приклучите со овој пин, во било кое време и да прочнете да играте. Ако играта е почната. Еве 23 ученици и 4. Чекам уште 1 минута и го пуштаме. Значи уште еднаш повторувам за сите што ме слушаат, а сакаат да се приклучат. Нека посетат на оваа веб страна што ја гледате горе. Дали го гледате овој прозорец сега што ви го покажувам јас сите? Ти немам информација. Нека ми кажи некој од учениците. Молам, дали го гледаш овој екранот? Сакам да те прашам. Во ред. Добро. Kahoot.it. На таа веб страна појдете. Внимавајте сега, да се слушниме. На Kahoot.it. Појдете на таа страна и само пишете го овој код. Значи, кога ќе се смени часовникот 15 часот и 3 минути почнуваме. Еве го, почнувам. Прашање број 1. Молам? Молам? Ми ги нямам прашањата на страната да ги видам. Па можеш да ги гледаш и од тука. И бојата само да избериш ако играш на мобилен. Значи, јас на лаптоп и ги видам прашањата, а на телефон не гледам. Нема проблем, било како снајдете се. Затоа го пуштив за да го гледате. Еве да видиме. Значи, одговорот е 17 точни. Одиме на наредното прашање. Ајде да видиме. Еве го резултатот по првото прашање. Второ прашање. Кој децимален број е еднаков на дропката? Еве дропката. Значи, 30. Одлично, 40 одговори имаме. Наредно прашање, видиме резултатите првен. Леона, одиме наредно. Внимавајте и брзината на одговорите. Значи, како децимален број и како дропка, треба двата одговори да ги изберите. Значи, два се точни. И како дропка и како децимален број.
36 одговори имаме. Значи може да не одговорите прашање. Резултатите се без промена на врвот, наредни. Прашање. Четврто. Децималниот број кој е еднаков на дробката. Треба да го напишите одговорот сега ви. Понудени се повеќе како опции, како можно точно решение, вие треба да го напишете точното решение. Значи, како точно решение ќе беше прифатено ако го пишевте и 0.58. Одиме наредно. Резултатите се без промени на врвот. Леона Аврамовска. Бројот 2 запишен како процент е. Уште 15 секунди. 37 одговори, значи толку играат во моментот. Очекувам 100% точни одговори. А за жал, 14 точни одговори. Наредно прашање. Резултатите се промена на врвот имаме. Наредно прашање. Децималниот број запишен како нескратлива дробка е. Како нескратлива дробка? Значи, мене не може да се решам. Во ред, Душо, пробај види на телефон, некако пробај. Гледај овдека и кликнувај на боите. Кај мен не може да се решава, не ги покажува ни прашањата. А ношто си приклучена? Ношто си На приклучена? телефон. Па би требало да... Си го чисто получила, од кај да ги гледам. Чи гледај ги од кај мене, ако може да се снајдеш и на телефонот само стегнувај на бојата. Добра. Одиме, резултатите се без промена на врвот, одиме понатаму. Седмо прашање од 15. Децималниот број 1,372 илјадинки, запишен како нескратлива неправилна дробка е. Чи нескратлива неправилна дробка. ...20 секунди.
Да видиме резултатите. Имаме промена на врвот. 8 прашање. Децималниот број запишен како дробка. Готово. Замислете, само 3 точни одговори има. Резултати и никој од водечките не успеа точно да го реши. Тоа е можно да јас имам грешка, ќе го запишам прашањето да проверам. После ќе го дискутираме тоа. Чи точно и грешно е сега. Синото е точно, црвеното е грешно. Значи, да видиме. Добро е. Одиме на 10-тото прашање. Значи, како мешан број. Десет секунди. Шест точни одговори. Одлично. Браво, Леона. Одиме понатаму. 11-то прашање. Чи како децимален број или неправилна дробка? Пишете го одговорот. Или едното или другото е точен одговор. Било кој да го напишете. Или децималниот број или дробката. Чи дробката ја пишувате со коса црта. Како делење.
Еве ги точните одговори. Значи, имаме и како дропка 2 одговори и како децимален број 18 одговори. Ајде да видиме резултатите. Матеја страшно добро напредува. Браво Слеона, одиме понатаму. 3 прашања уште. Дали е точно или грешно? Добре, 19 точни одговори имаме. Одлично, браво Слеона. 13-то прашање. Пробката ќе видите сега. Да съм честно стоич. Мола? Да се гледаш. Добро, Златен, уживај сега. Ќе гледаш видеото, ќе ги видиш задачите, на групата можеш да ги решаваш задачите и да го решаваш квизот колку сакаш пати. Не е страшно, учиме сега, не е ништо страшно. И јас учам заедно со вас сега. Ајде, видиме резултатите. Браво Слеона, чувај водството. Предпоследно прашање. Како нескратлива дропка. Значи 12 точни одговори, решението е 27 врз 50, а не 54 врз 100. Мислам сега е наредно. Резултатите се Леона во водство со 1000 и нешто, значи еден последното прашање. Еднаков треба да биде грешка во текстот е. Во задачата пишува кој децимален број еднаков на 37,1, а долу имате дропки, значи сум сгрешил, треба да е дропката, очигледно точното решение. Што е моја грешка.
3 осмини. Чи моја грешка тука. Ќе коригираме. Трето место. Поздрав Матеа и победникот честитки Леона, 2 пати поред. Стефан, одлично. Со ова денешниот час е завршен. Вечер може да го гледат видеото од целата лекција комплетно. Видување, се гледаме утре. До гледање.